Уште еднаш, почитувани присутни во салата, пратеници, представници на владата, медиуми. Дел од работите кои што сакав да ги кажам во говорот, ги кажав во процедуралниот предлог околу легитимитетот на собранието на Република Македонија воопшто да расправа денеска по оваа точка. Да повторам, собранието на Република Македонија во овој состав, со пратеници избрани без ветување дека ќе учествуваат во процедура за промена на уставот во насока на промена на уставното име и со референдумска одлука која што е таква каква што е, нема легитимитет да носи одлука за промена на уставот на Република Македонија. Јас многу брзо и накратко ќе ги потенцирам сите работи за кои што мислам дека треба пратениците да слушнат. Прво, наша обврска е денеска да констатираме дека не се создадени уставни причини за промена на уставот на Република Македонија. И тоа треба да го направиме денеска, за да оставиме простор за други попаметни процеси во иднина. Второ, мислам дека одговорноста за носење на овие процеси не треба да се лоцира во опозицијата, туку треба да се лоцира во власта. Ќе споменам повторно најмалку 3 моменти. Прво е моментот на преговори, во кој што директно немаше вклучено ниту еден представник кој што некако е поврзан со опозицијата. Второ, подпишувањето на договорот со Република Грција не го следеше примерот на подпишување на договорот со Бугарија. Да подсетам, за договорот со Бугарија, парламентарната опозиција пред подпишувањето беше информирана под плаштот на државна тајна, но беше информирана и имаше можност да се произнесе. За договорот со Грција имавме сосема друг однос институционално во собранието на Република Македонија, односно институционално не добивме никаква информација. И третата, можеби клучна грешка на владата е што одлучи сама да донесе одлука, сама да формулира прашање и сама да му даде природна, односно правна квалификација на референдумот. Тој да биде со такво прашање, да биде консултативен, иако тоа е спротивно на Устав, и така натаму, и така натаму. Од тука нема да почнам со забелешките на договорот и со забелешките на уставните амандмани, туку ќе почнам што треба да се прави, која е алтернативата. Кажав на седницата на Комисијата за уставни прашања, ќе повторам и тука. Никогаш не сакам да прифатам теза дека од било кој политички процес зависи живот или смрт, црно или бело. Ова е клучен момент, тоа се согласува. Ова е момент во кој што секој од нас присутен во оваа сала веројатно ќе го смета за најкрупна политичка одлука во која што имал можност да учествува, и тоа се согласува. Но не смееме да се удираме од зид. Не смееме да велиме дека нема друга алтернатива. Не смееме да велиме дека нема друг пат надвор од ова. Правецот е ист и идентичен. Нема друг правец, почитувани колеги. А алтернативи може да има. Правецот е НАТО и Европска Унија. И мислам и сум сигурен дека од сите 120 пратеници во ова собрание, сите 120 се со истото убедување. Но како да го постигнеме тоа, се разликуваме. И сме се разликували. Последна точка на обединување на власта и опозицијата во Република Македонија, на левицата и десницата, на македонците и албанците, и турците, ромите, бошњаците, власите и србите, и на муслиманите, и на христијаните, и на атеистите, по однос на ова клучно национално и државно прашање, е резолуцијата донесена од страна на Собранието на Република Македонија во 2008 година, со која што се утврдуваат државните и национални интереси на Република Македонија. Тоа е моментот кога Собранието на Република Македонија во тој состав, со гласови од сите пратенички групи, утврдува дека заштитата на уставното име, заштитата на националниот идентитет, јазикот, традициите и заштитата на нашето право да се грижиме за припадниците на македонското малцинство во соседните држави е државен и национален интерес. За жал, договорот подпишен во Нивици не ги обезбедува овие претходно утврдени државни и национални позиции. Договорот од Нивици во најмала рака не го заштитува државниот и национален интерес утврден од Собранието за зачувување на уставното име. Договорот од Нивици 100%
него заштитува нашето право како држава се грижиме за македонското национално малцинство во соседните држави. И дополнително договорот од Нивици има блуриран или флуктуирачки простор за дефиниции дали е зачуван националниот идентитет и јазикот на македонскиот народ. Од тука можам да констатирам дека владата на Република Македонија излегла надвор од мандатот кој што го имала при процесот на склучување на договорот со Република Грција. Нити формален, нити политички мандат владата оваа и било која досега не добила. Формалниот мандат кој што го има владата е во рамките на донесените документи од страна на Собранието на Република Македонија и досега подпишаните правни акти, меѓу кои привремената спогодба. Дополнително пресудата од Хаг и двете резолуции од Обединетите нации, како и документите изгласани од ова собрание. Тоа е формалниот мандат. Доколку владата сакала да оди надвор од тој мандат, морала да побара поддршка од Собранието на Република Македонија. Тоа што владата одлучила да оди надвор од тој мандат, без да побара поддршка од Собранието на Република Македонија, не е вина на Собранието на Република Македонија. Не е вина ни на пратениците на СДСМ, ни на пратениците од ВМРО-ДПМ. Дополнително да не го повторувам политичкиот мандат кој што исто така оваа влада го нема. Од аспект на изборни ветувања и од аспект на референдумско изјаснување на граѓаните. Би сакал да потенцирам дека за мене прилично неприфатливо е промената на член 49 од Уставот на Република Македонија, кој што, онака како што предлага владата, ќе значи дека Република Македонија се откажува од припадниците на македонскиот народ во соседните држави, соседните земји. И нашето право да се грижиме за нивните културни, идентитетски, јазични и традиционални вредности, без при тоа да се мешаме во внатрешните работи на соседните држави. Обидот да се постави еквиваленција помеѓу припадници на национално малцинство како автохтоно население на одредена територија, со диаспора во Цирих, Берн, Мелбурн, Торонто, Сиднеј или Перт, е апсолутно неприфатлив. Дополнително сакам уште еднаш да укажам, кога е пишуван Уставот на Република Македонија, единствен член во Уставот, каде што зборот Македонија оди сам, без уставната квалификација Република, е токму членот 49. И тоа не е случајно, и тоа има свое значење, заради тоа што Република Македонија како држава има право да се грижи прво за припадниците на македонското национално малцинство во соседните држави, но како држава според Устав има право и да се грижи за иселениците надвор од Македонија. Иселеници надвор од Македонија значи и иселеници од Лерин, Воден и така натака во Мелбурн, Перт, Канада, што и нашата држава досега го прави. При тоа сакам да потенцирам и да не бидам доведен во никаква корелација со никакви забегани и стари идеи од 19 век. Но основните права оваа држава си ги дала на себе да се грижи за припадниците на македонскиот народ во соседните земји и иселениците од Македонија, не од Република Македонија, било каде во светот. Таа измена во Уставот ќе значи сериозно поместување на можноста на Република Македонија да помага и на едната и на другата категорија на граѓани. Исто така, внесувањето на новото име во внатрешна употреба со промена на цели 51 член во Уставот плюс преамбулата е нешто што и во најлош сон најголемиот песимист во Република Македонија не можел да го предвиди како процедура. Затоа, почитувани пратеници, врз база на искуството од првиот парламентарен состав од 90 до 94 година, повикувам ова собрание
Единствено нешто што може да направи во овој момент е да констатира дека овој предлог од владата за пристапување кон уставни измени е неприфатлив и ова собрание врз база на доброто искуство од првиот парламентарен состав да се врати на документите од 2008 година кои што се последни правно обврзувачки документи за оваа, за претходната или за било која следна влада. Тоа е единствениот начин како Република Македонија може да продолжи од оваа, би рекол, не добра ситуација во која што на некој начин сите се донесовме или бевме донесени без разлика. При тоа не сакам да нафрлам вина на никого, нити сакам некој да прифати вина за било што, напротив, ние немаме право да се грижиме во овој момент за минатото, немаме право дури и минатото да го нудиме како залог за иднината. Единствена обврска, почитувани колеги, што ја имаме е да се грижиме за иднината. Оваа патека по која што владата оди, а е надвор, реков, од незиниот легитимитет, не е правилната патека. Собранието денеска треба тоа да и го соопшти на владата, владата да го прифати тоа и потоа да ги најдеме точките каде што можеме да изградиме консензус. Пријателство со Република Грција ни е неопходно, но прво ни е потребно пријателство во Република Македонија. Разбирање со Република Грција ни е потребно, но прво ни е потребно разбирање во Република Македонија. Затоа немаме друг начин, освен собранието да го одземе легитимитетот на оваа влада да продолжи сама да работи на ова прашање, да донесе неопходни документи во вид на резолуции, декларации и да го афирмира она што последен пат го направило во 2008 година. Јас тука ќе завршам со цел да остане одредено време за дополнително да се приклучам на дискусијата. Благодарам.